Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер. Ова е ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Со вас во наредните 8 минути ќе биде Ведран Андоновски. САД со предупредување до владата на Сирија да ја почитува изјавата на Советот за безбедност на Обединетите нации. Се шират протестите по убиството на тинејџер во Флорида. Добри вести за најслабата алка во американската економија, пазарот на домување. Следат најновите вести. Американската државна секретарка ја оцени како силна порака изјавата на Советот за безбедност на Обединетите нации за Сирија, што повикува и владата и опозицијата да го остварат планот за крај на крвопролевањето. На председателот Асад и неговиот режим му порачуваме, заедно со меѓународната заедница, изберете го овој пат и почитувајте го, или во спротивно соочете се со натамошен притисок и санкции, рече Хилари Клинтон. Таа ги повика сите сиријци да работат на итно остварување на планот. Растат протестите по убиството на тинејџер црнец во Флорида минатиот месец од страна на доброволец кој се грижал за безбедноста во соседството. Над 1000 лица се собраа во Њујорк на маршот на милион качулки, наречен така бидејќи 17-годишниот Треон Мартин носел тренерка со качулка кога бил убиен. Родителите на Мартин, кој велат дека бил невооружен и на пат до продавница, бараат Џорџ Зимерман, кој пукал во Мартин, да биде уапсен. Против Зимерман, кој тврди дека действувал во самоодбрана, не е покренато обвинение. Американскиот оддел за правда води истрага, обидувајќи се да дознае дали Зимерман изрекол расна навреда во еден од повиците до полицијата, што може да го преобрази случајот во злосторство поради омраза на федерално ниво. Добри вести за најслабата алка во американското економско закрепнување, пазарот на домување. Според најновиот извештај на Американското здружение на трговци со недвижнини, бројот на продадени постојни домови во јануари и февруари е најголем уште од почетокот на 2007. Уште еден позитивен показател и во владините податоци објавени денеска, според кој бројот на ново пријавени за социјална помош поради невработеност паднал на најниско ниво последниве 4 години. Американскиот председател на енергетска турнеја бара подршка за својата политика во време кога нафтеното покачување ги тенчи паричниците на американските потрошувачи. На дводневната турнеја по 4 сојузни држави, Барак Обама ја промовира својата иницијатива САД да ја намалат зависноста од странска нафта и да се пренасочат на еколошки извори на енергија како сончевата или од ветрот. И за крај, љубителите на гласниот звук и несекојдневната шминка се борат за билет повеќе. Мотли Кру и Кис на заедничка турнеја со 40 концерти по Северна Америка. Во продолжение на Newsflash. Без неа нема живот. На денешниот светски ден на водата, Обединетите нации потенцираат нејзината важност и корелацијата со порастот на населението во светот и поголемата побарувачка за храна. На земјоделството отпаѓаат 70% од водата што се троши во светот. Додека еден човек троши 2 до 3 литри вода дневно на пиење, потребни се 200 литри за да се произведе дневната доза на пченка за негова исхрана. За леб 270 литри, за ориз 420, за месо уште повеќе. За еден оброк свинско потребни се 930 литри, за јагнешко 1400, а за говедското 2400. Потребата за вода расте паралелно со порастот на населението и побарувачката за храна, наведува Пасквали Стедуто, задолжен за програмите за вода во Организацијата за храна и земјоделство во Обединетите нации. We are expecting another 2 billion, if not more, people coming. Очекуваме населението да нарасне за 2 милиарди во следните 40 години. Веќе ни недостига вода. На некои места земјоделците пумпаат повеќе подземна вода отколку што може да се обнови, вели Арон Салцберг, задолжен за политиката за водните ресурси во Стейт департментот. Во северозападниот дел на Индија, например, што е нејзината житница, има огромно експлоатирање на водните ресурси и тоа наскоро ќе се одрази на нивната можност да ги задоволат сопствените потреби. Во делови на Кина и САД пак проблем е прекомерното наводнување од езерата и реките, а во Африка сушата станува се поголем проблем поради климатските промени. Сепак има решенија. Например, едноставни пумпи на педали или наводнувањето од типот капка по капка, а секако би помогнала и помалата потрошувачка на месо. Како и за секоја промена, потребно е време, а патот секогаш започнува со првиот чекор.
Нафтените цени растат глобално. Авиокомпаниите ги накачија цените правдајќи се со покачувањето. На крајот на таа равенка се патниците кои без некој да ги праша ќе мора да одвојат повеќе за билет. Авионските превозници се подготвуваат за тешка година. Повисоките цени на керозинот го задушија профитот. За да го ублажат ударот врз себе, ги зголемуваат цените на билетите. Патникот Брајан Блер се жали. Авионските билети, барем за мене, последниве месеци поскапеа 5 до 10%. Аналитичарите велат поскапувањето годинава е 4% и е поизразено кај меѓународните летови. Говориме за дополнителни трошоци од $400 поради цената на керозинот, а се уште не сме во летната сезона. Джеф Кли раководи со туристичка агенција. Секој пат кога цената на нафтата ќе се накачи за $1, тоа ја чини авиоиндустријата $1,6 милијарди. Вели, на керозинот отпаѓа најголемиот дел од оперативните трошоци, 35 до 40%. Џорџ Хобика, кој ги анализира цените на авионскиот превоз, стравува дека некои билети ќе чинат 100% повеќе. Ќе има цени какви што не сме виделе со години. Ќе треба да редефинираме што е ефтино. Инес Лорман често службено патува со авион. Неодамна платила над $1,000 за лет од Хјустон до Детройт. Цените ќе продолжат да растат, а буџетот за патувања ќе остане ист. Не знам што да правам. Ситуацијата причини се повеќе авиокомпании да купуваат економични авиони и да размислуваат за употреба на алтернативни биогорива. А утре во Newsflash, во џунглата на асфалтот, со такси на педали. Репортажа за њујоркчанец кој така го заработува лебот. Не пропуштајте утрешната емисија. Утре во Newsflash, низ Њујорк на 3 тркала. Еден ден во животот на таксист кој додека вози, истовремено работи на својата кондиција. Го гледавте Newsflash на Гласот на Америка на македонски од студиото во Вашингтон. Вечерва со вас беше Ведран Андоновски. За најнови содржини посетете и нашата интернет страница glasnaamerika.com, а станете наш пријател и на Facebook. Пријатна вечер. Се гледаме утре.